Дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде Страшо Ангеловски, председателот на МААК, одличен познавач на глобалните случувања. Добре дојде. Добро ме најдов. Започнуваме со она со кое што се занимава целиот свет, па да не бидеме ориентирани сами кон себе, нели? Не сме остров, дефинитивно се влија и на нас, но она што е во фокусот е војната меѓу Израел и Иран. Сепак, Страшо, како човек што го следи ова помно, би рекол, генезата која е на целата приказка. Ова не е нешто од вчера што се случи, па еве сега Израел и Иран почнаа војна. Ова е нешто што има долга, стара генеза. Прво, јас сум загрижен од односот на светската, меѓународната, па и нашата јавност кон се тоа. Се однесуваат луѓето како да присуствуваат на фудбалски меч, седнати со кесичка пуканки пред телевизорот и навиваат за едната или за другата страна. Ова е војна во која се губат животи. А животот на секој поединец е неговиот цел свет. И се губат така мали светови, се убиваат мали светови, илјадници, десетици, милиони, додека не се доведеме во ситуација еднаш да си го уништиме и големиот заеднички свет. Тоа е првото. Второто. Многумина ги генерализираат нештата и зафаќајќи страна, зборуваат лошо за еврејскиот народ или зборуваат лошо за иранскиот народ. Овде имаме судар на два концепта, на два режими, условно речено. Од едната страна го имаме теократскиот режим во Иран, воспоставен 1981-та, после диктаторското владење. Значи, тоа не е случајно, тоа е производ на диктаторското владење на Шахот Реза Пахлави, чиј син денеска се јавува за да повикува на обоена револуција во Иран и на уривање на актуелната власт. Од другата страна го имаме ционистичкиот режим кој владеат со Израел, ционизмот кој на иницијатива на Теодор Херцел, еден евреин од Виена, во 1897 во Базел е формиран како секуларен еврејски национализам. Значи, да не ги генерализираме народите. Мора да знаеме дека е судар на два концепта, односно на два режими. И сега, за да знаеме што се случува, мораме да причинско-последичната врска да ја најдеме во се тоа. Во моментов се случува распад на униполарниот светски поредок и породилни болки во раѓањето на мултиполарниот светски поредок. Меѓутоа, оние кои во Соединетите Американски држави есеноска беа поразени целосно од Трамп и во Конгресот, и во Сенатот, и насекаде. Тоа се тие либерални елити, кои некои милуваат да ги наречат длабока држава, односно центрите на моќ кои оценка сакаат да владеат со светот. Ја изгубија битката во Соединетите Американски држави, меѓутоа сметаат дека не ја изгубија војната. Тие и такви центри на моќ се прегрупираа во Европската унија. Ним, прво, им треба битка за менување на режимот во Иран, за да воспостават своја послушничка марионетска влада. Ние сме сведоци дека тоа се случуваше во Афганистан, се случуваше во Ирак, се случуваше во Либан, во Либија, во Сирија. Во Македонија? Ајде да речеме, да ја изземеме, да отидеме само на Блискиот Исток и на југот на Азија. Значи, сега е Иран тој кој е на мета за да му се донесе демократија, а знаеме каква е демократијата ваму каде што беше донесена, да се воспостави режим кој ќе ослободи пат до ресурсите со кои Иран располага. Со тоа ќе се удри директно во срцето на Кина. Значи, крајната цел на ова сето е Кина. Зошто е Кина? Токму заради битката против мултиполарниот свет. Значи, тие центри на моќ, тие либерални елити, сакаат да ја продолжат тој униполарен свет, каде што тие ќе владеат, без да се воспостави мултиполарниот, и затоа им требаат војни. Затоа се тие оние кои ја подбуцнуваат и понатаму војната во Украина, затоа се тие кои ја подбуцнуваат војната на Израел против Иран, или на Иран против Израел, како сакате да наречеме. Значи, со тоа се надеваат дека многу скоро
ќе успеат да го тргнат третиот играч од сцената, тоа е Доналд Трамп. И не случајно во моментов во Соединетите Американски држави имаме прокси обоена револуција. Тоа ќе рече, тие центри на моќ, либералните елити од Демократската партија ги користат диво вселените емигранти во Америка за да произведуваат обоена револуција против Трамп. Со тоа треба да се успори воспоставувањето на мултиполарниот поредок или сосем да се оневозможи за да тие и такви елити кои, впрочем, ти рече дека и кај да се изврши обоена револуција, продолжат да владеат и понатаму со светот. Фактите, целата приказка ја знаевме, само не ја потврдија. Ете, Љупчо, тоа се фактите. Се друго е навивање за овега или за онега. За жал, во сето тоа гинат луѓе. За жал, краен резултат на сето тоа се луѓето кои ги губат животите. Ние за жал ирански и израелски деца, да? Ние гинат и израелски и ирански деца, но ние сега следејќи ја во овие 6 дена војната меѓу Иран и Израел, заборавивме да речеме на Газа, на оние најневините кои секој ден умираат деца од бомби, умираат од глад и умираат од болест. Тоа е недозволиво во 21. век. Меѓутоа, тие центри на моќ, еве да речеме групата Билдерберг, која викендов од 12 до 15 имаше собир каде што Мицотакис лобираше каде што против Мицотакис Македонија. Така ја воспоставува оската Бугарија Грција против Македонија, чиј член е и Марк Руте, генералниот секретар на НАТО. И последна точка на собирот на Билдерберг групата беше депопулација на човештвото. Што значи депопулација? Значи враќање кон онаа теза за златна милиарда, односно се друго, она што не им е потребно ним, да си замине од земјината топка. Како гледаш дека ќе се развива оваа ситуација во моментов? Да, 6-ти ден, видовме што видовме, напади, еве пред малку повторно Израел нападна и тоа еден голем масовен напад што се вели врз Иран. Како мислиш дека ќе се развива целата ситуација натаму? Има ли шанси воопшто за некаков мир или ова ќе трае? Нештата ќе зависат од развојот на настаните во Соединетите Американски држави. Јас веднаш после инаугурацијата на Трамп и во телевизиски настапи и во моите пишувани текстови пишував дека Трамп мора да се ослободи од Зеленски, од Нетањаху и од неколкумина внатре во неговото најблиско обкружување. Зошто? Од Нетањаху мораше да се ослободи затоа што беше јасна намерата на Нетањаху да ја воведе Америка во војна со Иран. На Доналд Трамп тоа не му треба. Меѓутоа, на јастребите околу нив и на оние кои во американската политика и администрација го представуваат воено-индустрискиот комплекс, уште како тоа им треба. Значи, второ, зошто требаше да се ослободи од Зеленски? Затоа што во еден период европските и светски либерали, додека уште администрацијата на Бајден беше на чело на Соединетите Американски држави, ја вооружуваа Украина до таа мерка што таа можеше да потоне од тежината на оружјето кое се наоѓаше таму и од Украина создаваа платформа антирусија. Сега имаме повратен процес. Сега Зеленски во улога на она улога која имаше и пред тоа на уличен забавувач, сега оди по сите можни случувања низ Европа и врши украинизација на Европа. Што значи тоа? Вооружување на Европа до граници до кои таа не ќе може да ги издржи. Сведоци сме дека веќе илјадници милиарди евра се одвојуваат за вооружување. И второ, се обидува од Европа да создаде платформа антирусија. Тоа сето говори дека војните ќе продолжат се до моментот, не може да постои сепаратно решение ниту на војната во Украина, ниту на онаа во Газа, ниту на ова меѓу Иран и Израел. Решението ќе биде кога трите светски велесили, Руската федерација, Соединетите Американски држави и Народна република Кина ќе седнат на маса и ќе се договорат. Во тој момент ќе се изнајде решение за сите воени судири и во тој момент ќе заврши она што сега го гледаме. Јас упорно се навраќам на тој европски концерт
и упорно го потенцирам концерт, за не помислат гледачите дека станува збор за концепт. Тоа е европски концерт кој е формиран веднаш после Наполеоновите војни во 1814-тата. Седнуваат 6 најголеми европски сили, без разлика на нивната идеолошка разлика, се договараат и 100 години после тоа Европа има мир, се до 1914-тата, 100 години. Денес нам ни треба светски концерт во кој ќе седнат трите големи светски сили, ќе ја договорат иднината на светот, затоа што за жал Обединетите нации ја изгубија таа улога. Обединетите нации веќе не се тоа што беа и тоа што требаше да бидат од моментот кога демократите во Соединетите Американски држави рекоа дека не е важно меѓународното право, туку правилата според кои треба да се работи, а правила кои тие ги диктираат. Прва жртва на тоа беше токму Република Македонија. 95-тата, кога Обединетите нации, кои според повелбата се должни да ги штитат интересите на нациите и државите, кон нас со уцена и со закана дека нема да бидеме примени, побараа да воспоставиме референца, односно времено име, побараа да си го избришиме амблемот, македонското златно 16 зрачно сонце, и со бришејќи го членот 49 од Уставот на Република Македонија, да се откажеме од малцинствата во соседните држави. Нели е индикативно се тоа што се случува, што би рекле симптоматично не е, бидејќи не е сомнително, премногу е јасно за да биде симптоматично, многу го милуваат во последно време тој збор заедно со таа девастација, не баре немаме ние нели наши зборови, но ова е повторно една злоупотреба на оние така наречени замрзнати конфликти кои што ги има десетина низ светот, може би и повеќе, и како на копче се вклучуваат за да се одработи нечи интерес, за да се дефокусира, за да се изврши притисок. Свативме после години дека тоа се случи во Југославија, оној антагонизам србите и хрватите од Втората светска војна, нели, четници, усташи. Свативме дека 99-та, она што премина кај нас 2001-та, го искористија антагонизмот македонци и албанци од балистите, приказката па извадија таму, нели, јашари, машари, што веќе не заданен, нели, налутат. Оваа приказка сега што се случува во Иран, односно Иран и Израел, нели, и тоа е старо нешто исто на копче. И Украина е злоупотребата на чемерната жетва, периодот 29-33 најмногу од Сталин, нели, тоа, таа омраза. Но тие замрзнати конфликти претежно настануваат кога империјата во која никогаш не заоѓаше сонцето, британската империја, почна да губи моќта и да се повлекува. И прво го остави замрзнатиот конфликт меѓу Индија и Пакистан, кој знаеме дека пред месец-два се активираше, за жал за среќа се смири затоа што обете се нуклеарни сили. Потоа британската империја зад себе остави замрзнат конфликт во Иерусалим, односно меѓу израелците и палестинците. И тој конфликт, еве гледаме дека по потреба се разгоре токму со британската разузнавачка служба која ја постави сцената за она што се случуваше на 7 октомври со нападот на Хамас. И јас сум многу уплашен затоа што следен таков голем замрзнат конфликт кој го остави британската империја е Кипар, поделениот Кипар. И сега ние добивме 6 милиарди евра кредит кој нели сукцесивно ќе го користиме. Јас упорно велам доколку го искористиме како што треба, а не како досега, тогаш ќе имаме исклучителна полза од тие пари. Но од друга страна ја анализирам положбата на Обединетото кралство, кое допред 77 години со Македонија се справуваше со напалм бомби. Денес подпишува стратегиски договор. Тоа говори јасно за изгубените позиции и изгубената моќ на таа поранешна империја, која во времето на Пакс Британика 2 столетија владееше со светот. Наша полза. Така. Тоа е прво. Второ, со тие 6 милиарди евра кредит, Британија, која единствена не беше присутна на Балканот, беа присутни и Америка, и Германија, и Франција, Британија како да си купува позиција за
да се позиционира на Балканот. И сега, изјавата на Кристофер Хил, човекот кој едно време беше амбасадор овде, во Република Македонија, дека Соединетите Американски држави целосно ќе се повлечат од Балканот, говори токму во прилог на тоа дека нивната улога ќе треба да ја преземе нивниот стратегиски најголем партнер Обединетото кралство. И трето, позиционирањето тука на Балканот мене ме плаши дека не дај Боже многу скоро може да се активира тој трет замрзнат судир, односно Кипар, поделеноста на Кипар и непријателството меѓу Турција и Грција. И гледаме дека Турција веќе се позиционира и во она што значи иранско-израелски конфликт. Турција денес Ердоган јасно кажа дека е ова, малку грубо беше речено, идиотски напади на Израел врз Иран. Меѓутоа тоа е јасно позиционирање на Турција. Од друга страна имаме ситуација каде што и Кина и Русија многу внимателно ги даваат своите изјави, барајќи да деескалира сето ова. И ја имаме изјавата на Доналд Трамп, кој вели дека најверојатно единствен посредник во сето ова може да биде Владимир Путин, односно Руската Федерација. И не е случајно, затоа што знаеме дека во Израел живеат над 1.500.000 евреи со руско потекло. Дури во Израел постои руска партија која се наоѓа во тамошниот Кнесет, има своји мандати во тамошниот Кнесет. Од друга страна, знаеме дека Иран потпиша договор за стратегиско партнерство со Руската Федерација. Тоа ќе рече дека обете држави имаат добри контакти со Руската Федерација и дека е можно таа да биде токму посредникот за овој конфликт да заврши час поскоро. Каде е тука Украина, ја спомнати, но таа падна во 10-ти план, веќе никој ништо не гледа околу Украина, што се случува, што не се случува, а таму трае војна, има постојани напади од двете страни. Работата воопшто не е смирена наспроти оние мировни преговори што започна, но не оди како што не само што не е смирена, туку се интензивира. Ескалира, да. Се интензивира, посебно после оној напад на Пајакова мрежа, така наречен Пајакова мрежа, со кој беа нападнати стратегиските руски нуклеарни авиони, кои според договорот со Соединетите Американски држави требаше да стојат на јавно место и да бидат видливи. Значи, тоа е договор меѓу двете суперсили, нуклеарни суперсили, ова Украина подмолно го искористи за таквите видливи авиони да бидат нападнати. Сега, таа Пајакова мрежа, таа акција во многу наликуваше на она што го стори Израел во со потполно истиот метод беше искористен со дроновите кои во камиони беа поставени и од тука сега има сомнеш дека израелските служби дека помагале на Украина во таа и таква акција. После таа акција на украинските сили се интензивираа нападите на Руската Федерација врз Украина како одговор или како одмазда или како сакате наречете го. И повторно ќе речам, жално е што повторно се губат животи, умираат мали светови кои не дај Боже може да доведат до една катастрофа. Меѓутоа, решението на војната во Украина е поедноставно отколку решението на војната меѓу Израел и Иран, затоа што во Украина едноставно само треба да се смени режимот на Зеленски. Човекот веќе година и половина не е официјален претседател на Украина. И доколку се смени режимот, доколку украинците излезат на гласање, доколку се воспостави нова влада, јас сум убеден дека ќе дојде до некаков договор, дека тоа ќе биде праведен договор, нема да биде. Повтори она со Јушченко и Јануковиќ? Се сеќаваш, го изгласа Јануковиќ со труењето се за да потоа сватат дека нема енергенци, нема пари, дојдоа легитимно го избра кого? Јануковиќ, затоа што сватија дека изгубија поддршката токму на Русија, тогаш бев таму на неколку пати, токму на таа портокалова револуција. Јас мислам дека Украина на крај ќе ја доживее судбината на Германија и Јапонија после Втората светска војна. Што сакам да кажам? Оној дел кој е веќе влезен и во уставот на Руската Федерација,
ќе остане таму и не ќе може да биде вратен назад во рамките на Украина. Тоа треба да бидеме повеќе од сигурни, без разлика дали е тоа во склад или не со меѓународното право. Затоа што многу пати тоа меѓународно право, заради двојните стандарди на тие либерални елити, беше погазувано и врз основа на тоа денеска Руската Федерација се повикува и вели дека го прави истиот преседан кој еднаш беше направен. Од тука остатокот на Украина, јас мислам дека ќе ја доживее судбината на Германија и Јапонија. Зашто станува збор? Единствен гарант на целовитоста на таа Украина која ќе остане, може да биде Руската Федерација со своји бази, воени бази на територија на Украина, онака како што Америка воспостави своји воени бази военна Јапонија, врз која фрли дури и 2 атомски бомби претходно, и бази кои до ден дезе стојат таму и ја го гарантираат суверенитетот на Јапонија. Истото се случи и со Германија. Некои велат дека можно е Украина да биде поделена меѓу соседите. Нели, има аспирации, дури и на Бугарија има аспирации на дел од Украина, но имаат аспирации и Полска, има и Романија, има и Унгарија. Но зошто тоа нема да се случи? Затоа што сите тие држави се членки на НАТО. При поделбата на Украина меѓу нив, повторно НАТО ќе дојде на самите граници на Руската Федерација, нешто што Русија сака да го избегне. Затоа мислам дека само со промена на режимот на Зеленски во Украина многу брзо потоа ќе дојде до договори, секако, доколку не успее обидот на центрите на моќ на Билдерберг и останатите да биде урната администрацијата на Трамп. Доколку тоа се случи, ќе имаме и понатамошни, дури ќе имаме и нови кризни жаришта во светот. Како што кажа и самиот, се е поврзано, ништо не е случајно и она што се случува во Америка. Како гледаш на оваа обоена револуција во Америка, која што се случува на најплодното можно тло за демократите, зборуваме за Калифорнија, зборуваме за злоупотреба на мигрантите, на сето ова што се случува така перфидно, како и секогаш, не? Хантингтон во 1993 година во својот есеј Судир на цивилизации говореше токму за тоа, за внатрешни судири во европските држави, од домицилното христијанско население и дојдените мигранти со исламско ваква или онаква религија, и истото го говореше за Соединетите Американски држави, за судир на тамошното домицилно население со мигрантите кои ќе ја преплават. Тоа во моментов се случува. И ова ќе не дај Боже, Америка се наоѓа во една исклучително тешка ситуација. Ние следиме дека дури доаѓа до еден вид мала војна меѓу воените сили, меѓу маринците, меѓу гардата американска и протестантите, каде што веќе има и жртви. Вчера имаше една жртва, меѓутоа тоа најверојатно меѓусебно несакајќи убиство меѓу протестантите. Меѓутоа, од ваквата политика на Блискиот Исток, мора да знаеме, најголем губитник ќе бидат европските држави. Европските држави, затоа што веќе си го пресекоа изворот на ефтини енергенси преку од Руската Федерација, дури гледаме дека Каја Калас и останатите наговараат сосема и никогаш повеќе во постоењето на светот тие да не купуваат руски ефтини енергенти. А доколку ова продолжи да ескалира меѓу Иран и Израел, доколку биде затворен тој ормудски теснец, ќе престане допремувањето на нафта и на енергенси и од тој дел на светот за државите во Европа. Со тоа и онака тешката економска ситуација на европските држави, јас не велам на Европската Унија и ќе кажам и зошто, туку на европските држави ќе стане двојно потешка, но што е уште поопасно, светските аналитичари говорат за можен бран од 40 милиони емигранти кои би дошле во Европа. 40 милиони ќе ја дестабилизираат и онака кревката демографска ситуација во Европа.
и ќе почне целосно да се остварува либералната агенда за постхристијански општества во Европа. За што станува збор? Сакале ние да го признаеме тоа или не, европските држави, темел на европските држави е христијанството. И тие држави се изградени врз христијанството. Секое менување целосно на демографската слика ќе создава токму такви, како што либералите агресивно напаѓаат и сакаат да создадат постхристијански општества, на што најмногу се спротивставува Орбан со целата своја. Но знаете зошто Орбан може да се спротивставува? Затоа што зачува уште еден многу мал дел од сувереноста на својата држава, а тоа е форинтата. Единствена држава која има своја валута. Ние во моментов имаме ситуација кога за прв пат во историјата на човештвото имаме валута која не ја издава држава. Тоа е еврото. Ја издава некаква централна европска банка. Што доколку утре, зборуваме хипотетички, дојде до распад на Европската унија и веднаш потоа до распад на Европската централна банка. Која од државите, дали Германија ќе се јави како гарант на еврата кои биле распределени низ Европа и низ светот? Никој. Значи, Европа се доведува до една опасна ситуација, но таа опасна ситуација и ја прави Европската унија. Јас упорно повторувам, Европската унија е најголемиот непријател на европските држави. За да може да биде моќна таа корумпирана бирократска структура во Брисел. И треба што по-немоќни држави кои ќе го изгубат целосно еден ден својот суверенитет, за да од тој центар од Брисел се владее со нив. И Европската унија прави се за да ги ослаби и за еден ден да ги уништи европските држави. И ние тоа мораме да го сватиме и да го гледаме така, затоа што упорно и ние сакаме да се качиме во последниот вагон на возот кој за брефтан оди кон провалијата. Како ја гледаш оваа изјава денешна на данската министерка Бјанке, која што во Скопје со Муртезани изјави дека лидер во моментов во евроинтеграциите во процесот е Украина, потоа следува Молдавија, потоа некоја си Црна Гора, Албанија, нам не ни се чуни името околу тоа што го правиме, но еве Украина, земја која што во моментов нема половина своја територија, не се знае што ќе биде со неа, како и да е. Да не се лажеме, после 20 години кандидатски статус, од 2009-та имаме препорака за преговори да почнеме, ама никако не ги почнеме првим поради Грција, потоа ради Бугарија. Сега Украина, тоа е сериозно премногу, е лидер во евроинтеграциите, навредливо е, нели? Она што го рече, зграбчете ја шансата и отворете го уставот. Много ти личи на часовникот. Тоа е copy-paste. Да. Значи, кој како ќе дојде во оваа држава, од тие корумпирани европски политичари, кои се безкапацитетни. Така, тие се нови председавачи, нели, со Значи, Љупчо, за жал во моментов, европските држави и Европската унија имаат криза на лидерство. Таму не постојат лидери од типот на еден Вили Брандт, ако сакаме на една Ангела Меркел, ако сакаме на кој дае, дури еден Камерон, да речеме, Маргарет Тачер и така натаму и така натаму. Го имаат Макрон. Значи, го имаат Ми Макрон, бил генерација, се изненадив, не знаев дека сум толку стар. Во целата сериозност мораме и да се насмееме. Човекот си има проблем, добива ќотек од сопругата и најверојатно фрустриран, потоа најавува дека ќе ја напаѓа Русија, дека ќе ја уништи и така натаму и така натаму. Но да ја оставиме шегата на страна. Минатата година во 3 книги ги собрав и ги објавив текстовите, колумните кои сум ги пишувал од 1999-та и кога погледнав дека прв пат во 2003-та, значи пред 22 години, сум пишувал за двојните стандарди на Европската унија, за двојните стандарди на НАТО и на тие каде што ние чезнееме да станеме дел. За жал, и тогаш сум пишувал и денес тврдам, тие двојни стандарди ќе го разјадуваат светот, ги разјадуваат поединечните општества и еден ден ќе ги уништат. Изјавата на данската министерка не е ништо друго, освен двојни стандарди. Замислете си некој да ви каже дека држава која и според Евростат, и според сите статистички куќи, најкорумпирана држава во моментов
во светот, можеби, ајде не во светот, но во Европа секако, е Украина. И сега некој да ви рече дека таа е она која е лидер и ги исполнува условите. Вториот услов е да нема недоразбирање, односно нерешени проблеми со соседите. Ако војната со Руската Федерација не е нерешен проблем со еден од соседите, ако упорното барање и на Украина, и на Унгарија, и на Полска, и на сите останати дел од украинската територија, не е нерешен проблем, ако одземените права на сите малцинства во Украина, како што е, например, одземеното право на унгарското малцинство да зборува на својот мајчин јазик и да се школува, одземеното право на останатите малцинства, на руското малцинство во Украина, е исполнување на условите за брз прием во Европската Унија, Не им беше проблем со Грција и Бугарија тоа. Што бараме ние во такво друштво, во кое би влегла држава која ги исполнила сите тие услови. Значи, двојните стандарди се на сцена и јас сум свесен дека се она што прави во моментов таа корумпирана бирократија во Брисел отвара пат како да ја внесе Украина, значи се што се работи во моментов е отварање пат како по брза пруга Украина да влезе во Европската Унија. Несвесни дека влегувањето на Украина во Европската Унија ќе уште или свесни ќе значи уште толкаво осиромашување на останатите европски држави. Значи, најверојатно, она што говоревме дека ЕУ мора да ги уништи државите, суверените држави, за да таа биде центарот на моќ, најверојатно затоа и ја форсира таквата Украина да стане дел од Европската. Што очекуваш да се случи со извештајот за Македонија во Европскиот парламент, имајќи предвид дека се отвори едно силно лобирање, го дознавме тоа и за Билдерберг групата со Мицотакис, настрана на бугарите кои што лобираат, тоа е јавен факт. Небадијала и Вајци им рече да ви дадам време да си ги средите лоби групите, на што бугариот рече немале тие проблеми, иако нели со полна пари работат на тоа. Што мислиш, што ќе се случи? Ќе го одложат како досега, па после летото да го фатат? Можеби тој ќе биде најсоломонското решение, ќе ги прифатат најтешкото решение според мене македонските промакедонските амандмани, или па не дај Боже ќе ги прифатат оние пробугарските ултра антимакедонските. За жал, знаејќи ги нештата кои се случуваат досега, се говори во прилог на тоа дека ќе се донесе одлука во прилог на Бугарија и на Грција. За жал. Јас сум песимист, не мислам дека се уште вистината може да продре во тоа корумпирано бирократско дувло во Брисел. Тоа е прво. Второ, ние гледаме дека се прави сојуз, една оска, меѓу официјална Софија, официјална Атина, на која за жал се придружува и официјален Букурешт. Официјален Букурешт од сосема своји сопствени причини, меѓутоа за жал ја поддржува таа антимакедонска оска. Ние гледаме дека од друга страна, на Балканот се создаваат воени сојузи. Јас затоа кога зборувам сум уплашен за еднината на Балканот. Знаеме дека се создаде воен сојуз меѓу Хрватска, Албанија и Косово. Знаеме дека се создаде воен сојуз меѓу Србија и Унгарија. Сега гледаме дека се создава, не е воен, меѓутоа е антимакедонски сојуз од овие три држави. Ова многу нешто наликува на времето од пред Првата Балканска војна. И сега Македонија повторно оставена сама на удар на сите ветришта одоколу. Јас, иако сум уплашен од турската политика, која во 2010-та во Сараево, тогашниот министер за надворешни работи Давутоглу ја соопшти дека основен приоритет на турската надворешна политика е возобнова на отоманските вредности на Балканот. Јас сепак сметам дека ние во овој момент треба да подпишеме воен и секаков сојуз со Република Турција. Вака останати сами, ќе бидеме лесен плен за големо државните стратегии на нашите соседи.
Не случајно МААК 90-тата се залагаше за неутрална и демилитаризирана Македонија како тампон зона за големодржавните стратегии на соседите. И пред месец и половина, при своето доаѓање, нашиот бизнисмен Крис Павловски, македонецот Крис Павловски, рече: свртете се кон неутралноста затоа што тоа е иднината. Не случајно Фицо вчера, словачкиот премиер, рече: многу ми е криво што во овој момент не можем да ја прогласам Словачка за неутрална држава. Значи, во една ваква ситуација на создавање сојузи, неутралноста беше и е вистинскиот излез за малите држави под гаранција на секако на трите големи светски сили. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме повеќе и за Македонија и она што се случува кај нас на сите можни столбови. Се враќаме веднаш по рекламите, со нас е Страшо Ангеловски. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е Страшо Ангеловски, председателот на МААК. Страшо, ти пишуваше токму не толку одамна, за среќа работата и заврши како што треба, но пишуваше за ударот врз третиот македонски столб. За што зборувам? Јас го пишував тоа уште 2022-та, кога така наречениот Вселенски патриарх од Цариградската патриаршија, инаку грчки владика, се обиде на Македонската православна црква да го промени името во Православна црква на Северна Македонија. И зошто велам дека ова беше удар против, повторен обид за удар против третиот столб? Затоа што, сега да не ги замарам гледачите со Вестфалските договори од 1648, но во источното христијанство постои тројство: држава, нација и црква. Се дотогаш, до крајот на 19-тиот век, додека грчкиот патриарх од Цариград не се ставил во служба на мегали идејата за грцизирање на православните христијани на Балканот и во Отоманската империја, само заради тоа почнале да се делат црквите на бугарска, руска, српска, македонска православна и така натаму. И имајќи го тоа тројство, со договорот од Нивици, чија 7 годишнина, за жал, нели, вчера некој ја одбележуваше среќен и весел и радосен, се уништија првите два столба. Значи, се изгуби името Република Македонија и добивме ново име Република Северна Македонија. Не се привремено. Значи, се уништи првиот столб, државата. Станавме граѓани на Република Северна Македонија, се уништи вториот столб, нацијата. И доколку се избрише и Македонската православна црква и се преименува во Православна црква на Северна Македонија, со тоа се затвара кругот, се формира нов политичко-правен меѓународен субјект во меѓународните односи, кој нема ништо заедничко со минатото, нема ништо заедничко со корените, ниту со историјата, ниту со традицијата, ниту со што и да е. И јас вчера бев на роден денот на ВМРО, на коалицијскиот партнер ВМРО ДПМН во Битола, и ете, по моја среќа, пешачејќи по завршувањето, пешачев заедно со владиката Петар и разменивме мислења токму на оваа тема. Се согласивме 100% околу сето она што јас сум го пишувал и она против што и тој се бореше и се продолжува да се бори. И се согласивме и околу тоа дека за жал се врши удар врз целото православие, да се уништи целото православие, не само Македонската православна црква, како е тој обид. Значи, западното христијанство е човекоцентрично. Таму енцикликите на папата се поважни од Божјите заповести. И заради таквата човекоцентричност се појавија и други кои, мислејќи, ако може папата да биде врховен, можам и јас. Па се појави лутеранизмот, се појави калвинизмот, па англискиот крал
Хенри VIII ја преведе Библијата на англиски и тој се прогласи за главен во англиканизмот, така што британскиот крал или кралица е врвното божество во англиканизмот, па потоа се појавија уште илјадници секти, затоа што ме нешто човекоцентрично, секој може себе си да си даде значење дека е тој кого треба да го слушаат. Нашето источно христијанство е богоцентрично. Кај нас нема човек кој може да биде над Божјите заповести. Меѓутоа, обидот преку Вартоломеј, преку грчкиот владика во Цариград, е токму тој. И источното христијанство да стане човекоцентрично. Тој да биде тој, некако во случајот со Украина, да има право да наспроти Божјата творба, тој со своја одлука да наименува и да создава нови. Тоа, ако успеат да ни го воведат таа човекоцентричност, не е далеку времето кога целото источно христијанство ќе биде. И сега јас, сега ќе ви откриам, најверојатно идната недела, работам на еден стратегиски документ, на еден тежок документ. Тоа е стратегија за насочување на македонската нација кон духовноста. Човештвото и посебно малите нации се агресивно нападнати од тие либерални центри на моќ во обидот да се уништи детето, семејството, верата и нацијата. Значи, како се уништува детето, нели се дозволува на 6 години да определи дали е машко или женско, па да го менува полот и така натаму. Се уништува семејството со истополовите бракови, се уништува верата, нели со се ова што ни се прави и на крај за да се уништи и нацијата. Ние мораме да ја вратиме нацијата, не македонскиот народ, туку целата македонска нација да ја насочиме кон духовноста. Духовноста не подразбира само верска духовност, во она што јас го подготвувам, но насочување кон верата, насочување кон традицијата, насочување кон патриотизмот наместо хедонизмот, творечко наместо потрошувачко општество, умствена наместо телесна култура. Ние се повеќе имаме перформанси во кои нели пред година или две имавме луѓе со голи задници наместени на сцената и тоа беше уметност. Значи да ја вратиме и уметноста назад во умственото, а не во телесното, да го вратиме воспитната компонента во образовниот процес и тој да стане воспитно образовен процес, да ја вратиме служењето на воен рок, за да од момчињата создаваме мажи кои секој утро ќе го гледаат македонското знаме и ќе слушаат македонската химна. Значи тоа е еден голем документ за стратегија со која ќе ја насочиме нашата нација. Кога зборувам нација, затоа не зборувам македонски народ, затоа што ако само македонскиот народ го насочиме во духовноста, а пример остане остатокот муслиманите од албанска етничка потекло или ово или оној останат надвор од духовноста, ние ќе си создадеме непријателство меѓу себе. Меѓутоа, вистинскиот муслиман, воведен во духовноста, е наш пријател, тој ја почитува и туѓата вера исто како својата. Значи, имаме обврска... Но и вредностите кои што ги спомена, и вредностите се исти. Значи, имаме обврска да ја насочиме македонската нација како единствен услов за нејзин опстанок. Затоа што ова е насочено агресивно војна кон целото човештво. Меѓутоа, големите нации ќе го преживеат ова. Малите нации како нашата најверојатно нема да го преживеат, доколку не се насочат и не влезат во сферата на духовноста. Ова го подготвувам. Ова ќе го доставам до сите политички партии, до сите интелектуалци во Македонија, до Македонската православна црква, ИВЗ, до сите верски заедници, значи до сите оние кои сакаат, можат и треба да помогнат како македонската нација да се насочи во духовноста. И второ, подготвуваме една правна екипа во партијата, подготвува закон за невладини организации. Значи, единствена сфера
во македонското општество, која не е определена со закон, се невладините организации. И политичките партии, и здруженијата на граѓани, и сите облици на здружување се опфатени со закон. Единствено невладините организации не се опфатени со закон и ние ќе понудиме еден закон со кој нема да биде рестриктивен, меѓутоа едноставно, како и сите останати, ќе влезат во рамките на македонскиот законник. Некои странски искуства користите во ова, или? Па, јас сум противник на целосно имплементирање на странски искуства. Мора да биде според менталитетот, мора да биде според условите. нашиот менталитет, според нашата традиција, според нашите односи. Так. Затоа што, велам, не можете вие да насадите банана на врвот на Хималаи и да успее. Ете, тоа е тоа, ако се обидувате по секоја цена странското искуство да го имплементирате кај вас. Знаеш дека ќе најдеш на силен отпор од онаа страна која што е навикната голем дел од нив да ползуваат работи што ползуваа, многумина тажат за USAID во моментот, па бараат извори на други средства. Секоја чест за оние што навистина си работат како што треба, но Лјупчо, јас токму заради тоа и го правам сето ова. Заради нивниот агресивен обид да се уништи нашата традиција, нашата вера, нашето постоење, нашиот идентитет. Зарем ќе дозволиме една платена група да го прави тоа. Јас постојано говорам, јас немам ништо против, да речеме, ЛГБТ заедницата. Секој има право да си во приватниот живот да биде однаков каков што е. Меѓутоа, никој нема право неговиот начин на однесување да го наметнува на целото општество. Жан-Жак Русо рекол вака: слободата не е во тоа да правиш се што сакаш, туку да не мора да го правиш она што не сакаш да го правиш. Значи, јас едноставно не сакам, да речеме, да бидам нападнат од таа идеологија и дозволете ми да не бидам. А вие живеете си онака како што сакате да се живеете. И на крајот на краиштата, за жал, во тие и такви невладини организации, најмалку членови се луѓето со вистинска таква ориентација. Таму се оние платеници, профитери, сакаш да кажеш, платени луѓе кои не припаѓаат на таа популација, меѓутоа се најгласни заради парите што ги земаат и се ставаат во заштита на таа популација која некогаш дури и срамежливо навистина си го живее животот онака како што си сака, меѓутоа без далеку од очите на јавноста. Знаеш дека нема да имаш и лесна задача со оваа стратегија за вистинските вредности, така? Знам, меѓутоа никогаш во Македонија задачата не била лесна. Да. Зашто и да е. Но судбина на МААК била да носи стратегиски документи. Првиот стратегиски документ е манифестот за суверена, независна и самостојна Македонија, кој на 2 август 90-та го обзданивме во манастирот Свети Отец Трохорчински. Тој е првиот таков пишан документ во поновата македонска историја. Вториот стратегиски документ, кој за жал не заживеа, беше декларацијата за неутрална и демилитаризирана Македонија. За жал не заживеа. Третиот таков стратегиски документ беше меморандумот со барање за ревизија на Букурешкиот договор, кој јас на 27 мај 98-та го однесов во Обединетите нации во Женева и денес еве четвртиот таков стратегиски документ за насочување на македонската нација во духовност. Ти благодарам што беше мој гостин и ти посакувам многу успех особено и со вредностите и со сето. Ти благодарам за можноста да го искажам сето ова, а успехот на ова условно речено операција ќе биде успех за македонската нација, нема да биде ниту мој личен, ниту успех на политичката партија. Ти благодарам, ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.